Сите сме гости на овај свет. Значи, по-убаво да живееме 7-80 години, него да загинем на 20-15 години. Тоа е тоа. Треба да го реше светло, тоа прашање. Гинење, да не тражиме територии туги, да не тражиме туѓа пара, туг живот. Дали навистина се живее во мир по потпишувањето на Охридскиот рамковен договор? По 24 години од тогаш кај граѓаните единствено прашањето: дали навистина престана војувањето или научивме да живееме заедно? Во Штиптие се со поделени мненија. Едни велат дека мирот е присутен, додека оружјето и стравот исчезнале. Други пак признаваат дека тишината не значи вистински соживот и дека недостасуваат слогата и разбирањето. Не знам да ви кажам, не е баш толку многу средено ништо. Со рамковниот договор уопште ништо не е. Има ли се уште конфликти? Па мислам дека е малку посмирена ситуацијата. Ама сепак? Помирени са више. Мислам дека се помирени више. Има ли соживот? Па има. Секогаш и мало и треба да има. Секогаш и мало и треба да има. Така ли да продолжи воиднина? Да, треба да продолжи, значи без некои поими, некои барања преку лепогача, што се вика по нашински, така да може. Рамковниот договор е добро, ама со етничките заеднички соживот още нема. Треба да биде добро, да разберат сите етнички заедници дека која држава е, таа држава е. Не може да биде мојата држава туѓа, а нината да биде моја. Значи, тие работи треба да се разгледат. Сега. Оде на добро, па да видиме до кога. Македонија пропаѓа. Нема рамков договор, се преваранти и како мирме рамков, нема шанс. Има соживот меѓу Нема соживот, како соживот? Сега се еден со еден не зборат, брат со брат не зборат. А камоли? Камоли рамков договор, како рамков договор, нема шанс. А па жалмо за Македонија. Така не е било. Сега само преваранти, криминалци, ништо друго. Па има, мислам пак, сепак се одржува, нели? Да. Има ли? Па има. Па некој баланс се одржува. Најголемиот непријател на човекот е војната, велат граѓаните во разговорите за нашата телевизија. Тие додаваат дека животот на земјата е привремен, а најважно е да се одржи слогата и мирот помеѓу луѓето. Според нив, никој кој што учествувал во војна не останал да живее во таа територија. Па треба да биде без тие работи. Војните се лоша работа. Војна ако има, тоа е катастрофа за народ. Народ не ви гине, деца не ви ни гинат, а сите сакаме да живееме, нели? Да нема војни, да нема гинење, да не тражиме територии туги, да не тражиме туѓа пара, туг живот, него да си го живееме нашиот живот. Да се соживуваме? Јасно. Едни со други? Едни со други се е истото. Инаку Охридскиот рамковен договор е постигнат за внатрешно уредување на малцинските права во Република Македонија, потпишан на 13 август 2001 година помеѓу представниците на тогашните најголеми политички партии и специјални представници на Европската Унија и на Соединетите Американски држави. Охридскиот рамковен договор е склучен во текот на ескалацијата на насилства помеѓу етнички албанска ОНА и македонските вооружени сили во конфликтот од 2001 година.